Добро вечер на сите од салата Македонски бранители во Берово. Имавме на стартот мали технички проблеми, но само што туку започна надпреварот за трето место на работничките спортски игри во Берово. Помеѓу екипите на општина Берово и гранична полиција, овие два тима се надпреваруваат за трето место. Следниот надпревар е финалниот надпревар помеѓу екипите на АРМ, Гарнизон Штип и угостители и облажувалници. Еве сега во напад момците од граничната полиција. Аут за екипата на општина Берово. Еве го Зифовски напред, дали ќе шутира? Шутира Зифовски, но високо над голот и во напад се екипата на граничната полиција. Ајде бе, тој не на тамбе. Обид на екипата на граничната и еве сега уште еден обид, но шутот беше далеку од голот. Биковски во напад за екипата на општина Берово. Пресекува неговиот колега од граничната полиција. Еве го Печински, назад кон Нешкевски, напред, но во напад момците од гранична полиција, инаку и овој пат и во оваа финална вечер на работничките спортски игри, како што можете да видите, салата е преполна. Навистина интересот оваа година за работничките игри е со голема масовност. Еве сега обид на момците од гранична полиција, но неуспешно. Нешкевски кон Зифовски. Пресекува тука Арменски и Биковски шутира, да видиме и одбрана. Сепак во напад остануваат екипата на гранична полиција. Печински до Зифовски, Арменски до Печински, одлична акција. Еве го Арменски, но тука пресекува и напад за екипата на граничната полиција. Да видиме што ќе направи. Но Биковски е тука, додава до Арменски. Еве го Зифовски тука, но пресекуваат момците секак. Печински назад кон Нешкевски. Инаку како и претходниот пат, да напоменеме, утре играат нашите репрезентативци, нашата репрезентација Македонија со Португалија на гости за пласман на светското првенство. Навистина богат спортски викенд во Берово.
Тука е Дујовски, да видиме што ќе се случи. Еве го Дујовски, дали ќе шутира Дујовски? Шутира Дујовски за малце гол. Одличен обид на Дујовски, но за сега резултатот е 0:0. Се уште се полни салата македонски бранители во Берово. Се уште луѓе доаѓаат. Мислам дека нема место за сите, некои гледаат. Да се вратиме на надпреварот. Спокојна игра, првите 7 минути од надпреварот за третото место меѓу екипите на општина Берово и гранична полиција. Еве го сега Арменски, до Печински, еве го Зифовски, дали ќе шутира одличен и досуден е фаул за екипата на општина Берово. Арменски шутира и одбрана на голманот на граничната полиција. Одличен обид на Арменски. Прекрасни услови во салата македонски бранители во Берово. Навистина, овие спортски игри и секој вид спортски игри и фалат на нашата општина. Знаеме дека 2 години немавме никакви случувања поради ковид пандемијата, но се надеваме дека во најскоро време ќе почнат и ќе зачестат овие спортски надпревари, па и културни надпревари. Дујовски сега ќе изведу аут. Назад кон голманот и топка за екипата на општина Берово. Еве го Печински. Печински до Арменски. Нешкевски е тука. Нешкевски напред кон Печински, но ево го сега Дујовски. Дујовски напред под неговиот колега и да видиме, но пресекува тука Биковски. Еве го Гриовски, влезен во игра Гриовски. Обид со шут на граничната полиција, но непрецизно кон голот. Гриовски влезе во игра на местото на Печински. Аут за екипата на граничната полиција. Аја тука ќе спада. Еве го Дујовски напред, но високо над голот. Навистина цврста борба и двете екипи се квалитетни. Досега се покажаа во овие работнички спортски игри феноменално. Гриовски до Биковски. Еве го сега Нешкевски. Нешкевски до Скендерски. Скендерски е влезен во игра, но пресекуваат момците од граничната полиција. Тактизираат и двете екипи. Сакаат и двете да победат. Еуфорија има и меѓу публика, и тука имаме и навивачи на некои екипи. И да напоменеме дека после
Оваа утакмица од 18:45 часот следува големото финале на работничките спортски игри во Берово за 2022 година. Ралповски не добива топка прецизна и аут за екипата на општина Берово. Еве го арменски напад од тука пресекуваат сепак аут. Поздрав до сите што не гледаат и што не следат. Ви посакуваме добро попладне и убава вечер на сите. Дали тука имаше рака? Еве го Биковски, не ја прима топката. Сепак аут, изборува аут Скендерски. Врста борба и на двете екипи. Арменски пресекува. Еве го Гриовски. Да видиме што ќе направи Гриовски. Гриовски кон Скендерски, Скендерски шутира, но само во уште една шутира Скендерски. Каква шанса пропуштува Биковски. Да видиме како ќе одговори екипата на гранична полиција само во аут. Нешкерски добро се снаоѓа тука, напред. Нола Пески од другата екипа пресекува и сега се во напад момците од гранична полиција. На Дујовски одличен шут, но само во голманот. Еве го сега и Аврамски влегува во игра. Предходната утакмица Дамјан Аврамски навистина пожртвувано. Еве го и судијата. Еве го сега. Аврамски во напад. Се уште луѓе доаѓаат тука. Еве, можете да видите, преполна е салата тука во Берово. Нема место за сите. Навистина интересот е голем. Еве сега Скендерски кон Аврамски. Аврамски шутира, но непрецизно кон голот. Уште 20 на секунди до крајот на првото полувреме, резултатот е 0-0 се уште. Се обидува таму Гриовски, но ја промашува топката Гриовски и еве го сега Дујовски од екипата на гранична полиција ја враќа топката назад. Крај на првото полувреме, резултатот е 0-0. Следува мала пауза и се враќаме за второто полувреме. Инаку оваа година на работничките спортски игри имаше пријавено 12 екипи, најмногу досега. Како што добиваме информации, оваа година е јубилеј на 10-та година на работничките спортски игри. Имаше пауза 2 години, но
како што можете да видите, на Берово му фалат вакви спортски настани. Трибините се преполни. Ке упатиме поздрав повторно до сите што не гледате. Мала пауза да одморат екипите и започнува второто полувреме. Анализата од наша страна за првото полувреме е дека и двете екипи цврсто играа и се бореа на целиот терен. Неколку шанси имаше и на двете страни, но резултатот е 0-0. После двете утакмици и после финалето ќе бидат доделени пехари и награди за најдобар голман, најдобар играч. Еве почеток на второто полувреме. Да повториме, играат екипите на Гранична полиција и општина Берово. Претходно екипата на општина Берово беше поразена од АРМ Гарнизон Штип, а екипата на Гранична полиција изгуби од екипата на обложувалници и угостители. Еве сега одлична акција, напред шут, но нема гол. Нешкевски напред кон Аврамски, топката во аут. Еве го Ралповски. Еве го сега Аврамски кон Крестовски и сепак аут. Бечински до Нешкевски. Напред. И одлична шанса на Скендерски, до топката завршува над голот. Aia, kvete! Tia beli nos. Да видиме сега тука обид на Дамир од екипата на Гранична полиција, но без успех. Ова скор.
Одлична комбинација меѓу Нешкевски, но сепак не ја стигнуваат топката екипата општина Берово. Гировски оди напред, одличен шут, но далеку од голот. Скендерски до Гриовски. Гриовски се обидува до Аврамски, но тука пресекуваат момците од гранична полиција. Остануваат општина Берово во напад. Скендерски е тука. Враќа назад кон Аврамски. Ajde, daj mu. Ама защо да това дете само не ми е ясно? 39. Следе една расправија меѓу момците од гранична полиција и Само свирни логите. Судија, протекче. Само свирни. имавме мали проблеми со интернетот, но мислиме дека сега е во ред. Еве полека се спремаат и момците од екипата на гостители оглушувалници. 5-та минута од второто полувреме меѓу екипите на општина Берово и гранична полиција се разгорува играта. Моментално резултатот е 0:0. Ајде наши. Биковски кон Арменски, Ajde, но Матвејка. сепак остануваат во напад тимот на општина Берово. Арменски во напад до Аврамски. Биковски поведува со 1:0 општина Берово. Одличен шут на Биковски. И екипата на општина Берово поведува со 1:0. Тайм-аут. Одлична акција на екипата на општина Берово со одличен шут на Биковски. Тимот на општината води со 1:0. Поленка ќе скрши голот. Ајде, за MVP ќе се ти.
Ей, завъртеш. 8 минута од второто полувреме помеѓу екипите на општина Берово и гранична полиција. Моментално резултатот е 1:0 со одличен гол на Биковски. Продолжува надпреворот. Да видиме сега тргнуваат во напад екипата на гранична полиција, дали ќе направат нешто. Добро додавање, но да видиме. Одлична игра. Немаа среќа. Екипата на гранична полиција немаа среќа, но играта продолжува. Дујовски уште само во рацете на голманот, ја одбива голманот. Повторно Дујовски насекаде го има на теренот. И Нешкевски со фаул над Дујовски. Да видиме дали ќе има исклучување од 2 минути. Се надеваме дека повредата не е озбилна кај Дујовски. Навистина опасен старт од Нешкевски, но тоа е тоа. Само да видиме што ќе се случи со Дујовски. Мислим дека се е во ред. Еве го Дујовски. Добро е. Откривнува малце Дујовски, се надеваме дека ќе биде се во ред. Пресекува топка екипата на гранична полиција, но Нешкевски храбро ја избива топката во аут. Реагираат нешто таму. Слободен удар за гранична полиција. Адамски се обидува напред. Изборува аут за својата екипа. Арменски. Еве го Дујовски. Еве го Дујовски, да видиме. 10-та минута за надпреварот, резултатот е 1:0, во напад се гранична полиција. Брзо и храбро
Играта се Ајде, бе! разборува и да видиме сега одлична шанса, но еве го Нешкевски, храбриот Нешкевски, навистина храбро изигра оваа такмица, како секоја такмица. Крајскиот гранична полиција избива го аут. Печински до Арменски. Еве го таму Нешкевски. Нешкевски шути, одличен гол! Го изненади голманот Нешкевски. Само да напоменеме дека и во претходната утакмица за својата екипа постигна гол. Но не успеа тој и неговата екипа да влезат во финалето, изгубија на пенали од АРМ Гарнизонски. Моментално резултатот е 2-0 за момците од општината. И сега обид на Дујовски, но немаат среќа оваа вечер. Еве го Арменски, Гриовски до Арменски и да видиме, Нешкевски е таму сам. Еве го Гриовски. Направен е фаул, дали ќе има исклучување. Слободен удар за екипата на Општина Белово. Абе, не ме заебавај, че нема да се нервирам, не ми кажи. Еве го Гриовски. Не се снајде баш најдобро, еве сега во напад гранична полиција, да видиме Дујовски што ќе направи. Навистина заслужуваат момците од гранична полиција да дадат барем еден гол. Храбро играат и двете екипи. Гриовски кон Нешкевски. Уште неполни 2 минути до крајот на утакмицата. Моментално резултатот е 2-0. Мала незгода таму на Печински. Изгав код. Службите да дојдат да го исчистат подот. Добро е, но продолжува играта. Еве го Нешкевски, повторно до Арменски. Нема што веќе да бараат тука екипата на гранична полиција. 3-0 за Општина Берово. Неполна минута до крајот. Моментално резултатот е 3-0. Еве ги доле се припремаат веќе екипата на угостители и обложувалници за финалето и да видиме, да се вратиме на надпреварот. Има уште 30 на секунди од надпреварот и повторно екипата од Општина Берово во напад. Крстовски е тука, одличен поток на Крстовски. Еве го Печински, дали ќе шутира Печински? Не шутира. Еве го Пиковски до Скендерски, статива. И крај на надпреварот. Екипата на Општина Берово со 3-0 ја победи екипата на граничната полиција и со тоа го освојува третото место на работничките спортски игри 2022 година.
Еве полека се подготвуваат и екипите на АРМ Гарнизон Штип и угостители обложувалници. Следува големото финале. Може да подръжиш малко да снапираш. Еве тука е едно момче кое е заинтересирано, ми помага, бидејќи не можеме и да снимаме, и да сликаме, и да коментираме. Немаме 4 раце, немаме ниту 3, туку 2. Малце да се нашалим. Сега следува големото финале. Поздрав до сите гледачи, каде и да сте, тука во Берово, во Македонија, насекаде. Преполни се трибините. Се бара се повеќе место, но нема, преполно е. Инаку, како што знаете, и овие две екипи кои што играат сега во финалето, кои што играат во финалето, навистина квалитетни. Одлично се покажаа и двете на сите досегашни надпреварувања на работничките игри 2022 во Берово. Навистина цврстина и на двете страни и желба за победа и освојување на турнирот. Очекуваме наскоро да почне овој надпревар, кој со нетрпение го чекаме сите. Навистина храбро на претходната утакмица помеѓу АРМ Гарнизон Штип и општина Берово. Навистина покажаа доблести двете екипи и квалитет. Сепак на крајот победа однесоа екипата на АРМ Гарнизон Штип и тоа на изведување пенали. Прекрасен фудбалски викенд во Берово, кој што продолжува и денес, а и утре ќе продолжи со настапот на македонската репрезентација против Португалија во гости за пласман на светското првенство во фудбал. Претходно ги растуривме италијанците во 92 минута. Со храбра игра, со цврста игра, со контранапади и со голот на Трајковски го ја потопивме чизмата. Се надеваме дека и утре ќе победиме, ништо не е невозможно за нашата репрезентација. Сите ќе навиваме, сите ќе се радуваме, ќе ја бодриме нашата репрезентација до победа
и пласман на светското првенство. Верувам дека утре вечер ќе има и прослава низ градот, како претходно. Еве ги сега екипите кои што учествуваат во финалето. Дечки, то ни брани. Започна утакмицата, значи големото финале помеѓу екипите на АРМ Гарнизон Штип и угостителни обложувалници. Шут на Шонтевски и корна за АРМ Гарнизон Штип. Борба ќе биде дали тоа е фаул. Опасна игра. Мани се тоа ти бахне една. Мани се малко. Екипата на угостители и обложувалници се лутат таму нешто. Екипата на АРМ Гарнизон Штип, но прекрасен гол. Во втората минута поведува екипата на угостители и обложувалници 1-0. Но таму некој повара тајмаут. Имаше судар меѓу Брандевски и Тони Пит. Тони Пит. Но се случува во фудбалот, така да веруваме дека добро ќе помине Брандевски. Неговата екипа води со 1-0 во втората минута. Поздрав и до вас, фала на коментарите. Еве да видиме сега дали ќе има шутно. Одличен шут, но надвор од голот. Брандевски напред. Ке не утепа тука Брандевски, но нема проблем. Дозволено е се. Еве да видиме.
аут за Армијата и сепак аут, повторно аут. Еве го Шолтевски, дали ги има фаул? Фаул на Шолтевски, навистина борбено на секоја утакмица. И слободен удар за Армијата. Да видиме дали ќе шутира и одличен шут на високо над голот. Нема опасност по голот на Тони Пит. И одлична шанса и да видиме. Нема гол. Тука е Тони Пит, одбранува Тони Пит. Малку среќа за Тони Пит, дали е повреден таму. Знаеме дека е препознатлив по добрите паради кои што ги прави и добрите одбрани. Чврста игра и на двете страни. Еве го Тони Пит. Ја испушта топката во аут, тргнуваат угостители обложувалници во напад. Брндевски во аут. Напаѓаат Армијата. Но тука е Бојчовски. Да видиме сега што ќе се случи. Еве го Брндевски забот таму. Чврста игра. Шолтевски. Тушевски е тука, но еве парадата, одлична парада на Тони Пит. Браво Тони Пит. Така е, утепајне брате. Договорено е. Високо над голо, навистина. Чврста утакмица, порава утакмица по Беровски. Еве го Бојчевски. Топката надвор од голо. Дека си? Арменски влегува во игра од страната на одложувалници и угостители. Јановски тука до Арменски. Бојчевски дали ќе прифати? Не. Сепак топката во аут. Одлична игра, чврста игра и на двете екипи. Едните напајаат и другите и шут на дечкото, не му го знам презимето и името, ама одличен шут, добар дечко и на претходните утакмици. Одличен гол даде на екипата на Општина Берово и тоа од далечина. Напред кон Бојчовски со глава обидно. Сепак топката во рацете на голманот на Армијата. Гарнизонски. Еве го Шолтевски напред, но тука е Арменски. Ја изфрла топката во аут. Еве го Шолтевски, дали ќе шутира Шолтевски? И да видиме што ќе се случи, дали ќе има... Сепак аут за екипата на Армијата. Можеме малци на Беровски да прокоментираме, бидејќи сме од Берово. Че не утепаа тука. И сафов напад одат Армијата на Република Македонија, гарнизон Шчип. Јале го и Димовски е флегнал. Димовски одзад игра. И да видиме
што ќе се случи. Бојчовски тера на некој да ја додаде. Јановски е тука. Јановски до Арменски. И Тони Пит ја фата топката со спарада секогаш. На вистина интересно. Армијата е во напад. Димовски пресечува, оди напред, да видиме дали ќе се снајде. И Димовски да видиме, но не може, не е доволно брзо да стигне топката. Напред армијата, но Тони Пит со спарада, еве. И публиката му аплаудира. Јаво Бојчовски, Јановски да видиме што ќе направи. Чврста и шутно ништо, тука е Арменски. Дали ќе е фаул? Фаул го судува судијата. Арменски е фаулиран и екипата на АРМ Гарнизон Штип потера пауза, мисля тајмаут. Малку да се смират страстите, навистина е утакмицата интересна многу. Чврста борба, но судијата не им доделува. Тајмаут. Бојчовски сега ќе изводи фаул. А дека коментирајте не бро. Шут на Брандески. Ја сега е. Ја сад им дава тајмаут. Да покажеме малку и гледачите, од лева и од десна страна. Интересно станува тука во салата македонски бранители во Берово. Извинјавам се. Девета минута од првото време, 8 минута останува до крај на првото. Моментално келнерето и кладиралничарите водат со 7-0. Угостителите. Цврста екипа, цврста. Два-тројца играа во Малеш. Вчера играа, малку се уморни, ама добро се снаодат. Ајде сега ќе продолжиме со коментар на утакмицата. Продолжува големото финале меѓу екипите на АРМ Гарнизон Штип и угостители обложувалници. Моментално 1-0, Брандевски напред. Непрецизно и топката оди во голаут. Надам се од е интересно и на вас тие што гледате. Поздрав до вас. Еве сега да видиме. Одличен шут, каква статива! Каква статива само! Се спаси Тони Пит. Одлично и тој реагираше. Аут за екипата на угостители и обложувалници. Моментално водат со 1:0. 10-та минута, да видиме што вели судијата, некој приговара тамо. Продолжува играта, еве го Јановски, одлично прифаќа. Назад кон Бојчовски, Бојчовски до Јановски, но непрецизно. Еве го сега Шантески. Чврста игра, навистина чврста игра. Чекай. Тука нема фаул. Значи му
Кажи, мам. Салут. Пошупал сад. Првите беа 3-0, сега е 1-0. Сега Брандевски. И да видиме што ќе се случи. Пачарски тука. Брандевски, Шонтевски, еве го Тушевски. Тушевски да видиме дали ќе шутира Тушевски. Дали има тука фаул? Еве. Аут за Пачарски. Се обидуваат екипата на Арама Гарнизон Штип со одличен шут, но недоволно прецизен и недоволно силен за гол. Се жали таму на повреда Тушевски, но играта продолжува. Да се куваат момците од гостители од одложувалници. Еве го таму и Столе Мистон. Не годува нешто, но добро е. Има повод за среќа. Неговата екипа води со 1-0. И во напад се момците од угостители обложувалници. Јановски е крај топката, не прецизно кон Томи. И сега брзо напред тргуваат армијата на Македонија. Еве го Пачарски со одличниот топовски удар. Пачарски до својот колега, да видиме што ќе направи. Брандевски пресекува. Томино истеја да прифати топката. Уште една минута до крајот на првото полувреме, резултатот е 1-0 и одлично! Одличен гол на екипата на Арама Гарнизон Штип. Прекрасен гол. Никој не очекуваше дека ќе ја шутира топката. Тони Пит беше изненаден. Уште 30 на секунди до крајот на првото полувреме. Навистина интересно е тука. Во салата македонски бранители во Берово. Публиката е на нозе. И да видиме сега повторно. Шонтевски изборува аут за неговата екипа. Навистина интересно. И да видиме за малце. Еве уште некоја секунда до крајот на првото полувреме, резултатот е 1-1. Бојчевски напред. Ќе биде продолжено за некоја секунда. Ајде! И да видиме сега Димовски е тука. Пачарски одлично. Ајде! Димовски само во телото на својот колега. Одлично. Сега да сите трчат. Еве крајот. Сепак не е крај на првото полувреме. Храбра игра и на двете екипи. Можевме да видиме 2 голови во првото полувреме, одлични голови. Уште на стартот Јановски доведе водство на својата екипа и во 14-та минута момците од армијата Гарнизон Штип изравнија 1-1. Гладиаторска борба на терен. Ево го крајот на првиот дел. Навистина публиката е тука, возбудена од добрата игра и на двете екипи.
Резултатот е 1-1. Навистина ќе гледаме второ полувреме, прекрасно второ полувреме. Еве ги другорчињата на мојот колега, кој што ми помага. Пауза има од неколку минути, па се враќаме со второто полувреме. Пичката. Еве се враќаме, тука сме на второто полувреме од финалниот надпревар на работничките спортски игри помеѓу угостители обожувалници и Армија Гарнизон Штип. Резултатот е 1-1 по првото полувреме. Ќе биде цврсто на вистина, цврста игра ќе има и двете екипи квалитетни. Бродевски напред, но само аут. Еве да видиме Јановски во аут.
Сега тргнува во напад екипата на армијата од Штип. Па рака дига во него, Ево сега. Еве го Бојчовски. Бојчовски до Дибовски. Дибовски до Јановски. Повторно до Бојчовски, но Јановски непрецизно и топката е во аут. Во напад тргнуваат екипата на АРМ Гарнизон Штип. Еве го Пачарски. Пачарски даза кон неговиот колега. И да видиме тука. Пеши, пет. Доспал? Па што да направат, дека и горим смета. И топката е кај Тони Пит. Во напад се угостители обложувалници. Арменски е тука до Јановски. Но Шонтевски пресекува и топката е во аут. Поздрав до судијата. Еве го Јановски напред и да видиме. Одличен обид и опасен удар по голманот на екипата на армијата Гарнизон Штип. Сега тие се во напад. Напред кон Шонтевски и да видиме. Промашува Шонтевски, одлична топка, одлична топка. Еве го Јановски, но тука е Тушевски. Тушевски непрецизно. Сметаме малце тука на гледачите, ги има во голем број. Ке слеземе долу малце. Еве мала помош. Тука сме сега долу, не сметаме на никој. Топката во аут, еве го Тушевски. Бојчовски таму се обидно, дали направува фаул, дали прави фаул, не. Еве го и судијата. Одлично суди досега, поздрав и до него. Еве, некои негодувања за судијата, но се е дозволено. И одличен. Еве го арменски. Сепак аут. Високо. Топката. Пачарски до Шонтевски. Шонтевски ќе шутира, но нема гол. Високо над гол. Високо над голот. Еве го Јановски. Јановски назад кон својот колега до Брандевски. Еве го Бојчовски.
Презакуваат, еве го Трушевски. Тој ќе направи тука. Навистина цврста борба. Цврста борба за секоја топка. Трушевски до Качаревски. Изненаден Тони Пит. Те ви Тони до тебе. Изненаден е Тони Пит со прекрасен гол за водство на екипата на Арма Гарнизон Штип со 2:1. Еве тајм-аут за двете екипи малце да одморат. Навистина прекрасно оваа вечер. Спортската недела и спортските денови продолжуваат тука во Берово. И како што можевме да слушнеме, после надпреварот ќе бидат доделени награди и пехари. Пак ги замолуваме сите што се присутни тука во салата и сите што не гледаат, останете да видиме кој ќе победи, кој ќе добие награда и продолжуваме со надпреварот. Судијата ни малку смета, ама ќе му опростиме. Еве се обидуваат сега екипата на угостители од доживалници од далеко да шутираат. Бојчовски негодува кон судијата. Да видиме Шантевски напред кон Тони Пит, спремноста на Тони Пит. Те ви Тони. Тоа знае како да направи шоу, да ја развесели публиката. Минути од второто полувреме. Димовски со глава до Јановски. И да видиме во напад, но статива. Да видиме Јановски што ќе направи. Арменски е тука. Но непрецизно. Цврста борба. Аут за момците на угостители од доживалници. Јановски до Димовски. Еве го Бојчевски. Дали ќе има фаул? Има некое негодување таму. И да видиме што ќе се еве го Димовски. Еве го Арменски до Димовски, но Шонтевски во аут. Еве го и Пачаревски е тука. И да видиме Шонтевски пресекува. Станува интересно. Последните минути и фаул. Фаул од Пачаревски.
Може отвувано Шонтевски, навистина многу истрча како и сите други, но тој посебно можеме да го видиме на секаде на теренот. Тушевски сега. Еве, одлична шанса и да видиме. И то е! Не се најдобро снајде Шонтевски. Еве, ке не утепа, Але! ке не утепа. Ама не е проблем. Важи се, важи се. Бојчевски, еве, дали ке шутира, дали долга топка или ке додаде. Сепак, обид на екипата на угостители обложувалници, но на Бојчевски му се брза, нема време, знае и тој има време, уште 4 минути. Еве го Киријански. Киријански Кирби е во игра, да видиме дали ќе може да даде сила на својот тим за да го изравни резултатот. Ајде! Бојчевски! Ајде! Дали до Киријански? Шут на Бојчевски, но непрецизно, одлична топка од Киријански. Браво Кирби, Киријански. Уште 3 минути до крајот. Резултатот е 1:2. Екипата на АРМ Гарнизон Штип води со 2:1 и уште само неколку минути и делат да видиме дали ќе победат ко шампиони на работничките спортски игри. Тони Пит излегува надвор, еве, голманот се менува. Тушевски, дали ќе шутира, но топка само вал. Ајде да видиме што ќе направат последните 2 минути храбрите момци од угостителни обложувалници. Димовски е тука. Еве го Тушевски. Таму има борба. Одлична борба. Ајде! Топка. И да види. Одличен шут на Бојчевски. Дали ќе биде корнер? Еве го Киријански. Киријански до Јановски. Јановски напред кон Димовски. Почарски нешто се. Еве го Киријански, одлична пета на Киријански. Почарски напред, но Киријански е тука. Не успева баш најдобро. Сакатиш! Еве уште 1 минута до крајот, дали ќе има продолжение, ќе видиме од судијата. Еве го Димовски шут, но нема гол. Нема гол. Одлична за Димовски, одлична топка за Димовски. Шонтевски напред. Еве го Киријански. Уште половина минута до крајот. Почарски во аут, Јановски изведува, може би последната шанса и да видиме дали ќе шутира. Се помалку време, има уште 10 секунди. Да видиме Тушевски напред. Готово е. Еве мала расправија. Еве готово е со надпреварот. Судијата означува крај и екипата на АРМ Гарнизон Штип се шампиони
на овие работнички спортски игри. Секоја чест за дечките. Еве ги тука, навистина интересно. Навистина супер беше играта и на двата надпревари. Сепак шампионите се АРМ Гарнизон Штип. Честитки до сите. Сега ќе се доделуваат награди, пехари. Пехарите и наградите ќе ги додели градоначалникот Пекевски. Еве, честитки од сите. Честитки момци и од нас, и од мене. Се најубаво. Навистина заслужија да победат. Еве, спортска игра, им честитаат и екипата од угостители од Божувалници. Навистина заслужено. Цврста игра и на двете екипи. Еве ги и екипата на угостители обложувалници, навистина немаа среќа, одлична игра и на нив. Сепак благодарност до сите кои што учествуваа. Еве сега ќе се доделуваат награди, еве публиката радосна. Честитки доаѓаат од сите страни. Еве ги. Значи, честитки добиваат од целата публика. Навистина заслужено, екипата на АРМ Гарнизон Штип се шампиони на овие работнички игри. Pero. Креко! Može, ajde. Tička! Može naš? Ajde. Ajde, се шампионите. Тоа се шампионите, што ќе кажеш ти за овие работнички игри? На кратко, еве го топовскиот удар, Пачарски, да видиме што да каже, кажено е. Единствено преслав од институцијата Труд и социјален суд Берово дојде да се подигне погодбицата. Значи представникот Труд и социјален суд. Викува представник од екипата на гранична полиција Бекчево. Викува представник од екипата на образование Берово и Бекчево. Викувам представник од екипата на општина Берово. Представник од екипата на МВР полиција Берово. Представник од екипата на приватни фирми Берово. Ајде,
Повикувам представник от екипата на народ. Представник от екипата на ЙПКР Услуга Берово. Повикувам представник от екипата на национални шуми и пилани Берово Пекчево. Повикувам представник от екипата на Пазус Пекчево. Беге, беге. Представник повикувам от екипата на гостители и обслужвалници Берово. Поделуваме благодарница за медиумска подръжка на игрите на господин Сенат Насимов. Ова на благодарницата. Поделуваме благодарница за подръжка на игрите на Общинското средно училище Аца Русковски Берово, го повиквам директорът. Поделуваме подръжка, благодарница за подръжка на игрите за салата сегаш да не биде чиста и средина како до сега на господин Роберт Печински. Повикувам судията, господинот Горан Пармачки, да подигнем благодарницата за фер судење и истојна работа. Повикувам представник на екипата на АРМ Гарнизон Штип да подигнат прво благодарницата. Поединечните успешни награди за спортистите, па ќе започнеме за најдобар играч на игрите. Диплома добива Бобан Давидковски. За најдобар стрелец на турнирот го повикувам дипломата да се ја подигне Арменско Лигорчо од општина Берово, пресно од екипата на општина Берово. За најдобар голман на турнирот го прогласуваме Тони Постоловски. Тони! Мама ти дева! Повикувам представник од екипата на приватни фирми да си ја подигне дипломата за најфер екипа на турнирот.
И последната диплома ја додавуваме за ветеран на игрите, на господинот Жико Милошовски. Доброволно да подигне дипломата за ветеран на игрите. Дојде редот да ги поделиме и наградите за освоените први 3 места. Трето место на турнирот ја освои екипата на општина Берово. Ме завода за аплауз. Второто место припада на екипата на угостители обложувалници Берово. И първото место припада на екипата на Тесники. Ве замолувам за уште едно внимание. Сите учесници што се на записник од сите клубови, во 20 часот на ресторант Кеки ќе има мала дружба. И покажувам сите учесници фудбалери кои зема учество на турнирот. Малце да се подружим и развеселим. Ви благодарам за вниманието, да сте живи и здрави, до година пак да се видим. Еве како што можете да видите, дојди малце. Сега ќе најавиме само. Еба. Колку ме мачи. Тони! Еве како што можете да видите, тука е крајот на спортските работнички игри. Доделени беа пекари, благодарници и порталот Малешнет доби благодарница за известувањето. Ви благодариме на сите кои што не следевте. Сега се спрема коктел забава во ресторанот Кеки за сите екипи кои што учествуваа на овие работнички игри. Ви благодариме, убава вечер и да не заборавите, утре пред малите екрани следува прекрасен и возбудлив надпревар меѓу Македонија и Португалија за пласман на светското првенство. Ке ги дереме португалците секако. Поздрав на сите, убава вечер и благодарам до сите што не гледавте.